што ние можеме да го посведочиме, нели на лице место, е дека Партизанска е релативно отворена за сообраќај. Не знам што се однесува до Илинденска, знаеме сите дека таа е блокирана. Блокирана е некаде од после фонтана во градскиот парк па се до зоолошката градина. Другиот пресек на Илинденска е во функција, значи граѓаните да знаат дека во тој дел можат да патуваат низ главниот град. Што се однесува до овој дел овде, само што бевме сведоци нели пред ова никовско вклучување на пропуштање само на автобуси, овој пат беше автобус на Златно Славече, тука се и противпожарната доколку е потребно, не дај Боже, или итна медицинска помош. Тоа се насоките и заради тоа има една слободна на секој дел од овие 8 нели крстосници или булевари, делови од булевари на кои што постојат или стојат приватните превозници. Тие кажа, најавија уште во петокот дека ќе го интензивираат, како да кажам, протестирањето или ќе ги исклучат од можност за комуникација како крвоток на сообраќајот овие 3 места. Значи во првото линковско вклучување се бевме од Црвен крст, видовте како е таму, можам да посведочам и сама дека од некаде 6:30 беше неверојатна гужва од Тутунски комбинат, од таа страна кај железничката станица, рампа, да не зборувам, па и оној Јужен булевар, познат, навистина беше невозможна мисија да се помине, но тоа беше одамна некаде по 7 часот, 6:30 во тој пресек. Не знам како е сега, како стои Скопје сега, а сега се наоѓаме на третото место. Третото место кое што ни го кажаа приватните превозници, им го кажаа на сите граѓани, нели? Тоа е третата дестинација. Тоа се Судска палата, попозната меѓу скопјани, значи и тука има 21 автобуси. Ова е сликата која што можевме да посведочиме минатиот понеделник. Тие велат дека ќе остануваат доследни на она што ќе нели што нивните ставови, односно си ги бараат парите од ЈСП, односно од градските власти. Во петокот како ретроспектива градоначалничката повторно не ги прими ниту никој од градот Скопје. Она што е најново е дека директорот на јавното сообраќајно предпријатие се одважи и кажа дека постои некаков долг, но тој вели ќе видиме колкав е реалниот долг. Ако го имавме Кемал Муриче од Слобода превоз во претходното линковско вклучување, овој пат со нас е Исан Халили заедно со луѓето чии што семејства навистина чекаат коркалепи или чекаат пари за коркалепи или за нафта, како велат тие, за да продолжат да се обраќаат низ градските улици. Исан, до каде се работите? Дали можеби имате некаква најава? Кемал ми рече дека имате некаква координативна средба како превозници, па ќе решите што ќе бидат вашите следни чекори? Па вака, нашите обиди веќе една година скоро, значи пропадна, не вродија со плод. Не се покажа разбирање за разрешување на нашиот проблем. Значи, ние покрај барањата за средба со градоначалничката и не одјавува, не прими едноставно на тие барања. Ние имавме протест, како што знаете, и пред град Скопје, и пред ЈСП, па исто и на Илинденска, значи немаше плод од тоа. Меѓутоа, моравме, ние принудени бевме сега да блокираме тотално. Не сакаме ова да го направиме. Нашата работа е на линија да ги возиме патниците, а не да ги блокираме и да им светаме на нашите сограѓани. Кемал ми рече дека идејата или работата е чисто екзистенцијална природа, нели? Дека вие барате за екзистенција пари, не барате ништо повеќе од она што сте го заработиле. Токму така. Значи, сакам да напоменам дека ние сме трудолюбиви луѓе што работиме. Нашата дејност е таква, например, и на минус 20 степени стануваме во 4 сат рано наутро и доаѓаме да работиме, да го заработиме нашиот хлеб. Или па летно време и на плюс 50 степени. Значи, не бараме ние ни милостиња, не бараме ни хуманитарна помош, ги бараме нашите пари. Не само тие што сме ги заработиле, туку и што сме вложиле ние за да се одржи нели работава. Меѓутоа, за сега до сега нема разбирање, а ние мораме да продолжиме на секаков демократски начин, например, да дојдеме до нашето право. Останувате овде, останувате доследни на тоа, нели по координацијата веројатно ќе се знае дали градските власти ќе најдат начин или модус. Кемал вели барем нешто да се исплати, па почнуваме уште од утре со сообраќање низ патиштата. Ние може да бидеме кооперативни, например, бар нешто, ама со бар нешто не се решават работиве. Значи ќе испаднеме несериозни пред граѓаните на град Скопје, ако ние почнеме со малку пари и после една недела или 2 недели пак запираме. Значи тоа веќе поигрување нели со патниците, нели.
би требало, мислам, да се договориме колку може да ни дадат во моментот и како ќе течат тековните после, нели, зашто ние имаме секојдневни давачки, секојдневни трошкови. Значи тие мора да ги подмириме ние за да можеме да функционираме. А доколку нема материјални средства, едноставно не се може, како што застанавме сега. Околу колку 200 семејства или можеби повеќе се засегнати од ова се? 200 автобуси се во игра, но веројатно ви имате нели и луѓе прва и втора смена, трета и како е? Така ние Колку семејства се отприлика засегнати со себе? некаде повеќе од 200 автобуси имаме, меѓутоа со све возачи и шофери што ги имаме, некаде 300 семејства се работи. Значи 300 семејства останати се без работа, едноставно без леп кажано. Така е. Минатата недела, мислам дека во четвртокот или петокот бевме сведоци на една неубава случка каде што ваш колега нели се расплака пред камерите, кажувајќи дека навистина не се работи за пари некакви за кои што не знам ќе одиме на летување или зимување, туку се работи за пари за леп. Знаете што? Мислам дека јас ја работиме ние најтешката работа покрај рударите само. Само тие имат потешка работа од нас што возиме. И сега, да не ги исплаќат на време парите, да се шегуваат со нас. Ја би го нарекол тоа шега. Зашто исто како на секого што работи некој, чека плата на први. И да му каже газата, например, после 2-3 месеци или повеќе неисплатени средства, да му каже де ти должам. И ако сакаш, ако мислиш дека ти должам, тужиме. Ние знаеме како оди судската постапка, например, со месеци, со години. Сега, како да се преживе, што да правиме ние до тоа време? Значи, едноставно, некако неодговорна и понижувачки е тоа за нас, тоа да ни го викат. Освен тоа, имат кажано дека и се манипулирало или се крадело милионски суми. Па Македонија е правна држава. Ако имало такво нешто, каде е јавното обвинителство? Каде е правосудниот систем? Зашто нема притворени? Зашто нема некој да биде преведен? Значи, не можете туку така да кажете. Сепак тоа е функција, висока функција и има тежина зборовите на градоначалничот да ги каже тие зборови. За жал, невистините. Колатерална штета сме сите ние, па и вие, нели? Не можеме да дојдеме и така натаму, но морам да прашам во името на сите граѓани, до кога сте овде? Дали можеби навечер нема да бидат тука автобусите, па ќе може да е дел од градов, нели? Продолжувате радикално, Кемал ми спомена, остануваме доследни до крај, додека не се исполнат барањата, остануваме на улица. Вака, како што спомнам на почеток, например, ние се обидовме на поинаков, помирен начин, или да се среда работи и да не се случи ова. Меѓутоа, како што кажа, и повеќе пати по кратко време нели протестиравме и не вроди со плод. Значи сега сме тука додека да се реши проблемот, да не се тргаме од тука. Ке спиете овде? Да. И дежураме. Дежурате. Да. Добро. Повеќе од 200 автобуси, ама ве молам на линковско вклучување сме само да завршам, па потоа колешке. Значи се одјавуваме со најава дека продолжуваат протестите на приватните превозници. Првото линковско Црвен крст, второто линковско со Кемал Мурич веќе на Илинденска, третото линковско од овде од пред Мавровка или Судска палата. Што да ви посакам, освен да си посакаме сите заедно, дека ќе најдат слух луѓето кои што бараат пари, да си ги добијат своите пари и веќе од утре Скопје да биде многу полабаво или да биде оној само хаос, а не ваков хаос на хаос од хаос и не знам више колку пати хаос. Како и да е, околу 300 семејства се без леп, како велат тие, очекуваат пари, да видиме што ќе се случи во текот на денот.